Мој термин дише на шкрги, блокиран до средина на октомври, а хронично болните пациенти на голема мака и во паника. На 5 дена пред нивното враќање на работа, тие не можат да дојдат до потребната потврда со која поради нивната дијагноза и состојба нема да можат да се вратат на работа. Првите слободни термини се од 10 октомври. И останатите пациенти мака мачат да стигнат до преглед на специјалист и покрај тоа што се водат како итни случаи. Сигурно тврдам дека во понеделникот лично јас сев да барам термин, немаше термин. Денес пак пробав да дојдам до термин, да, има вонредни амбуланти отворени, меѓутоа термините за тие вонредни амбуланти се после средината на октомври. Значи до средината на октомври се е блокирано. Луѓето немаат можност преку мој термин да закажат преглед. Зошто ова не се организираше порано пред да биде одлуката донесена за враќање на работа? Зошто не беа хронично болните известени? Пациентите оправдано се загрижени признаваат и матичните лекари, кои се обидуваат да им излезат во пресрет на пациентите и да им помогнат да го зачуваат своето здравје. Но и тие тврдат дека тешка е достапноста до мој термин. Нашите пациенти се соочуваат со сериозни проблеми, не можат да дојдат тешко до кардиолог од клиника кој што си го бараат, во кој што имаат доверба. Интернистичките прегледи на ниво по градови исто така навистина нема шанси да се дојде до таков термин. Сметам дека проблемот со короната кој што беше во изминатиот период се натрупаа проблемите здравствени кај нашите пациенти. На повеќе клиники во градската општа болница до средина на октомври пополнети се местата речиси за сите специјалности. Од друга страна, ако сакате да изберете и конкретен лекар, некој од нив воопшто не ги дава системот за да закажете. Од мој термин соопштуваат дека најбарани се прегледите кај интернистите, но месецов најмногу закажани термини има на Институтот за трансфузиона медицина, клиничките болници во Битола, Штип и Тетово, го 8 септември и во скопските клиники. Инаку после 6 месеци, поради коронавирусот, мој термин повторно профункционира на 1 септември.